Благодарам, почитувани колеги, почитувана заменик министер, почитувана колешке. Го следев вашето излагање и се повеќе се уверувам дека излагањата кои што ги имате вие како припадници на власта, ви се некако како парафраза на експозето на министерката, која што не удостои со два пати истото експозе, кое што сега слушајќи го ова парафразирано експозе, навистина човек да можеби ќе поверува во сето она што е искажано како добра намера, во што не се сомневам, како сакање, желби, искрени, но колку тоа кореспондира со реалноста, со оглед на тоа што вие, колешке, бевте присутни на сите расправи на кои што повикуваше и министерката, квалитетна дебата на Комисијата за финансии, каде што ние пратениците од опозицијата го користевме единствениот инструмент кој што го има пратеникот да лобира, да поднесува амандмани за подобрување на состојбите во нашите населени места од каде што доаѓаме како пратеници, а сепак буквално сите, да не кажам еден или двајца беа удостоени, но другите не бевме удостоени со прифаќање на амандманите, а исто така и гласањето на колегите пратеници. Можеби, ете моето прашање кон вас како пратеник на власта, денес власт, утре опозиција, дали овој модел е веќе застарен и треба да размислуваме за некој нов модел во кој што нема мнозинството секогаш да се наметнува над помалкуте, па дури во прашања кои што се навистина многу горливи и кои што се можеби единствената надеж ја гледаат граѓаните во нас, во поднесувањето на тие амандмани. Имено јас, колешке, 12 амандмани поднесов, ниту еден не ми беше прифатен. И тоа се верувам дека вие ќе се согласите дека е многу тешко и многу болно кога очекуваат од вас граѓаните дека ќе ги убедите властите да го свртат вниманието. Вие кажувавте бројки и идеи за подобрување на животот кои што многу убаво звучат, но се многу поабстрактни. И најконкретно можам да кажам дека од средината од која што доаѓам, буквално граѓаните се молат за вода, за инфраструктура, за атмосферски канализации, за нешто што во 21. век е навистина многу болно да се бара и да се биде одбиен. Сметам дека како ќе се чувствувате кога знаете дека нема конкретни буџети за луѓето, за лицата со посебни потреби, за лицата кои што имаат насочна потреба да бидат поддржани. Што во таа насока има во овој буџет кој што за мене е буџет на ветувања, а лажната надеж, колешке, е многу полоша понекогаш и од безнадежноста. Благодарам. Контрареплика, пратеничката